Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Повторно добро вечер на сите вас, почитувани слушатели. И ова вечерашна наша програма, што ја водиме директно преку етерот на радиостаницата CMR, ќе биде пропратена со занимливи работи. Во неја најпрво со рубриката Профил ќе го откриеме ликот на нашиот многу познат сонародник и актуелен председател на црковната општина Свети Наум Охридски од Хамилтон, а тоа е Крис Клашов, а потоа и мој коментар на неделата, бидејќи на вистина нема ништо интересно од новините од Македонија за да презентирам. Но, најпрво да одиме со следното. Ноември 4 Леринско оро со оркестрот Децата од Буф. Ова би рекла е единственото друштво Леринското кое регуларно, традиционално ги одбележува македонските настани секоја година со игранка, банкет и пикник. На 4 ноември управата на Леринското друштво со председателот Грег Цанев ве поканува на Леринското оро, каде заедно со ваши роднини пријатели, со селани, ќе се развеселите со орото и песната македонска и звуците на оркестрот Децата од Буф, а посебно со младата Ашли Клашов. Исто така ќе се сервира кафе и благи работи. Добро дојдени сте сите. На 11 пак октомври Организацијата Обединети македонци ќе положи венец пред споменикот на паднатите борци во дворот на црквата Свети Климент Охридски по повод 11 октомври, денот на востанието на македонскиот народ, а повеќе информации ќе дадеме во нашите наредни емисии. Но исто така ќе дадеме и подетално повеќе информации во нашите наредни емисии со гала банкетот што на 11 ноември црквата Свети Наум Охридски од Хамилтон приредува традиционална гала банкет. Реков, подетално ќе дадеме во нашите наредни емисии, но затоа пак да продолжиме со нашиот рекламен блок. Утринското кафе е навистина и најсладко. Меѓутоа, тоа е и за ваша душа. Но тоа може само Тим Хортонс, посебно во Скарборо и Истјорк, чии собственици се Стив и Дени Браун, со нивниот татко Џорџ Браун од село Буф. Но не е само тоа. Во Тим Хортон можете да си земете утрински појадок, исто така донаци или крофни, како и други сладки јадења, но и да си ордирате јадење, сендвичи, доколку одржувате некои митинзи. Повелете, Тим Хортон секогаш е до вас, покрај вас. Westmount Guarantee, инвеститор за сигурна гаранција за комерцијални билдинзи, за кондо, исто така депозит иншуренс финансинг. Нашиот сонародник Джим Еманолидис го докажува сето тоа. Телефонот е 416 712 4038. Секој ден посакува да живее во удобен стан, во удобна куќа. Крис Клашов од фирмата Royal LePage State Realty е покрај вас. Завртете го телефонот на 905-520-1474 и побарајте го Крис Клашов, кој со неговото 20 годишно искуство најдобро ќе го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на куќа. Телефонот е 905-520-1474.
Срцето пак на Ниагара со трите луксузни хотели во Сент Катрин, Хамптон Ин, исто така Бест Вестерн и Халади Ин, но многу повеќе дочекот во овие хотели од страна на персоналот, а посебно од сопственикот Том Ничополос, кој запознат веќе од голем број на гости од речиси целиот свет. Но не само тоа, тие располагаат и со 2 спортски сали, односно фит centers, даваат интертеймент, а за љубителите на боулинг исто така ви овозможуваат како и други рекреативни игри. Додека пак за било какви сечености, свадби, свршувачки концерти, митинзи на располагање ви стои парква и банкет салата со капацитет до 1000 гости. Јавете се на 905 380 1550. Да повторам, 905 380 1550. Партнер Гоулинг LLP, тоа е адвокатската фирма на сите врсти на лоери. Еден од нив е и Питер Симеон, позната адвокатска фирма низ цела Канада и Америка. Доколку имате потреба од лоер адвокат, побарајте го Питер Симеон на 416-898-4506. Повторувам, 416-898-4506. Сите знаеме дека и воздухот и водата се загадени и секој бара да оди во природа и да пие чиста вода. Но имаме и фирма Continental Carbon Group која филтрира водата за пиење, воздухот и отпадните води. Не случајно името на ова фирма Continental Carbon Group со нејзиниот сервис можете да го видите во голем број на индивидуални фабрики, разни институции, државни и приватни фирми. Јавете се на 905 за ваша потреба 643-7615. Да повторам, 905-643-7615. А сега со емисијата за дружба и веселба. И како што реков на самиот почеток, да го откриеме ликот на нашиот познат сонародник Крис Клашов. На 17 километри северозападно од градот Лерин, во подножието на планината Баба и со надморска височина од 1030 метри, сместено е селото Буф, за кое дури македонскиот револуционер Ѓорче Петров има пишувано. Селото е многу старо и според легендата дека во Буф се населиле мајстори кои правеле дрвени лажици, што во близина на селото и ден денес постои местност која се вика Лажичари.
Селото Буф, кој се смета за едно од најголемите села во Леринскиот крај, се сретнува дури и во турските дефтери запишано уште во 15-тиот век, поточно во 1481 година со пописот на населението. Од ова село има и илинденци, меѓу кои Божин Бранов, Филип Дрончев, Тодор Аспровски, Петко Бајовски, Атанас Цветковски и Ефто, Никола и Павле Шапазови, а исто така запалени се 211 куќи, како и една од двете селски цркви. Но исто така тука е испомнат Поп Коста, кој беше револуционер, инаку од село Буф, и беше еден од организаторите за дигање на Кресненското востание, што ќе дадеме, бидејќи беше на 17. октомври 1878 година, ќе дадеме во нашите наредни емисии прилог околу сето тоа. Да спомнам дека во село Буф на 14. јули 1903 година со упорноста на Даме Груев и Борис Сарафов конечно било решено македонскиот народ да се дигне на востание токму на празникот Светилија на 2 август. Но и во време на така наречената граѓанска војна во Грција, село Буф не било помилувано, туку многу настрадало, каде селото во текот на тие борбени дејствија дале повеќе од 250 борци, припадници на ДАК, а своите животи ги положиле повеќе од 120 буфчани, меѓу кои и Крсте Клашов, додека пак 30 борци трајно останале инвалиди. Во тоа време 189 фамилии избегале во Република Македонија, а 96 во источноевропските земји, за да потоа пак поради притисокот и теророт од страна на грчките власти, голем бран на буфчани се иселиле во прекуокеанските земји. Инаку селото се занимава со земјоделство и сточарство, исто како што е исто жито, како пченица, пченка, рж, јачмен, граф, леќа, бостан, компири, грозје, мед и така натаму. Низ селото Буф тече стара река. Тука се и врвовите Вртешка, Ковчег, Чујглас и врвот Градиште, каде има урнатини од стара тврдина, од која постоеле зидишта, остатоци, срушени до темел и водоводни цевки. Селото Буф го краси и црквата Свети Никола, која им е и нивна селска слава. Историја
Во село Був е роден Симе Клашов, таткото на Крис Клашов, додека пак неговата мајка Афродита во село Раково. Овој пак наш познат сонародник Крис Клашов е роден во градот Хамилтон 1962 година, како и неговите сестри Лена и Дана. Основното училиште и коледж на одсек или смерот Business Administration завршува во својот роден град, за да потоа се вработува во фирма за финансии за инвестиции. Но поради големата обврска што неговиот татко ја имаше, а кој беше собственик на ресторантот Даунтаун, Крис Клашов се префрла во неговата фамилиарна фирма или ресторант, за да биде и проперти менеджер на билдингот каде што беше самиот ресторант лоциран. Среќата му се насмевнува зашто во 1987 година стапува во брак со Виолета Карафелидис, ќерка на Ѓорги Карафелидис од село Медово и Тронда од село Герман, збогатувајќи го нивното семејство со 3 чеда, синовите Антони, Александар и ќерката Ашли. Инаку, овој наш значаен македонец уште од мало дете беше влюбен во музиката, посебно во армониката. Од 8-та година ја зема в раце армониката, за да со неговото искуство станува член во Бувска музичка група од неговата 12-та година па до 16-та. Меѓутоа, по една година, или поточно 1979 година, на неговата 17 годишна возраст одлучи да формира група која ќе го носи името на родното село на неговиот татко, а тоа е групата Децата од Був,
Клашов, каде се јавува и како кант автор на некои од песните што ги пеат, а исто така се јавува и како текстописец, а музиката ја компонира заедно со самата група Децата од Буф. Групата на Крис Клашов, Децата од Буф, е позната речиси низ целиот свет кај македонците. Не случајно тој во 1990 година беше поканет да учествува на Валандовскиот фестивал, каде ја сними песната Црноока девојко. Сонце домино засени, мене ти ме залуди. Сонце домино засени, мене ти ме залуди. Ей, ти црнока девојко, моја мила само било. Звездите се радуваат, кога те нема такуваат. Звездите се радуваат, кога те нема такуваат. Ей, ти црнока девојко, моја мила само било. Залуди, срце ми го зароби. Ей, ти црнока девојко, моја мила само било. Свето ти го залуди, срце Крис Клашов, задоен од неговите родители, па и дедото по мајка, а и бабите, уште од мало дете во него се чувствуваше македонството. Интересот кон македонската музика, а посебно вистинските приказни од неговите најблиски околу селото, околу борците и линденци и од војната, околу историјата македонска, но и верата македонска, тој и неговите сестри речиси секогаш беа присутни на разни празнични па и неделни богослужби во Македонската православна црква Свети Наум Охридски во Хамилтон. Секогаш беше меѓу македонците Клашов, што тоа го заедно со неговата сопруга Виолета го внесоја веќе и кај неговите деца.
Може би и тоа е причината што речиси целата македонска комуна од Хамилтон, Брлингтон, се до Виндзор, а исто така и од Торонто и околината има голем респект према овој човек. Од 2004 година е real estate agent за продавање и купување на куќи. И при големата ангажираност во работата, за Крис Клашов не причинува никаков проблем за да ги развесели луѓето со македонската песна Јоро, заедно со другите членови на оркестрот Децата од Буф, во кој покрај кларинетистот Веле Тошевски, таму како тапанџија е неговиот син Антони, но затоа пак славиот кој ги растреперува срцата на присутните гости, било на игранки, банкет, свадби, пикници или било какви фамилиарни веселби, одекнува со својот вокал, со својата музичка дарба, со нејзиниот извонреден глас, се разбира никој друг освен неговата ќерка Ашли. За Крис Клашов има многу да се кажува. Тој 3 пати поред е председател на црковната општина Свети Наум Охридски во Хамилтон. Како и претходните 2 пати, така и сега како актуелен председател наоѓа разбирање со целата негова управа, со женската секција, потоа вработените, но и со свештеникот. Тој е човек што сака да се советува со другите, а ако е потребно и да научи нешто ново, што ќе биде во интерес на црквата. Интересно е што Крис Клашов како председател и верник на православната вера, раката што ја стави на Библијата за да земе заклетва дека ќе работи добронамерно за интересите на црквата, но и за македонскиот народ и речиси секоја недела како домаќин ги дочекува верниците на богослужбите, што навистина е за голема почит и пофалба. Тој не само према возрастните, големо внимание им дава и на малите деца во црковното училиште, каде исто така ја изучуваат и веронауката. Како што сите сакаме да имаме своји наследници, било во фамилијата со рожба на наши деца или наследници во било која област, така и Крис Клашов сака да има своји наследници, млади деца кои ќе продолжат со оркестрот Децата од Буф, без да гледа дали се негово сродство или не, што за негова среќа и двете негови деца Антони и Ашли веќе се навистина во овој оркестар, што е и за голем поздрав. Горд со неговите македонски корени, роден во Канада, но со патриотски чувства кон земјата на неговите родители, дедовци и баби, и во неговите песни го има тој патриотски дух, што сликовито на реалистичен начин опишано во стиховите на песните, што ги има напишано и компонирано. За Крис Клашов и неговиот оркестар Децата од Буф нема кој не знае, од мало до најстаро, зашто речиси е еден од најактивните и најпопуларните оркестри овде со неговите настапи. И има зашто. Затоа што ја представува македонската песна онака како што авторот, народниот пејач ја направил, автентична, без никакви примеси, без никакви додатоци. Со еден збор кажано, оригиналната изворна, онака како што ја отпеал народниот пејач, а со тоа и ги враќа присутните гости со мислите, подсетувајќи ги кога играа со песни наоро или пак кога на нивите работеа и пеа песни за да побрзо им мине денот. Тоа го прави токму Крис Клашов со неговиот оркестар. Како добар музичар, како професионален real estate agent, како председател на црковната општина Свети Наум Охридски во Хамилтон, како добар сопруг и татко кој е горд со својата фамилија, но најмногу како карактер на човек кој знае што е добро и да цени, а со тоа и да излезе во пресрет на секој еден онолку колку што може да почитува. Меѓутоа, она што секогаш е во неговата мисла е, тоа е големата благодарност кон неговите родители, дедовци и баби, што го научиле да го одбере вистинскиот пат, било за неговите корени или кон неговиот живот, за да и тој продолжи така заедно со неговата сопруга Виолета, кон неговите деца Антони, Александар и Ашли, пошто народот и ќе го памети. Аз пак од се срце би сакала да се заблагодарам што овој голем хуманист, без никаков изговор, помогна за радиочасот Глас од Македонија. Крис, многу ти благодарам и тебе, и на фамилијата, и на сите кои помагаа.
Македонската православна црква Свети Наум Охридски од Хамилтон со свештеникот Ангел Станчев ве повикува секоја недела и за македонските православни празници на заедничката богослужба од 10 часот утрото. Но не е само тоа. Повелете за било какви свечености, свадби, крштевки слично. На располагање ви стои банкетната сала која собира капацитет до 400 гости. За било какви информации јавете се до менаџерката Мери на 905 975 5395. Апелирам и до сите вас да ја помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки да ја помогнете и да продолжи понатаму да се емитува ова радиопрограма. Кујната пак е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Тримак Гранит е вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, бил од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината. Не чекајте, јавете се и побрајте го Алек Кирков, мајсторот за каунтертап. Телефонот е 365 888 6096. Да повторам, 365 888 6096. Дали знаете дека нашиот сонародник Џан Јоновски со својата професионалност го зазеде заменик директор или вајс президент во Bank of Montreal? Investments for High Net Worth Individuals. Телефонот е 416 827 7809. Но тука и комерцијалната фирма за купување и продавање на објекти, билдизин и слично, VP Cushman & Wakefield. Ова фирма со нашиот сонародник Кен Карулас. Бизнисот го има проширено дури во 60 држави во светот. Ако ви имате потреба од него, побарајте го на 416 756 5406. А трите модерно опремени ресторанти Elgin Water Manor во Стони Крик, Terrace on the Green во Мисисага, Lincoln Estate во Вајнланд, Онтерио, ви нудат и да ги направите вашите свадби, армаси, крштевки слично, повелете на еден фамилиарен ручек или вечера во нивните ресторанти. Собственикот Питер Трајковски со задоволство ќе ги направи вашите веселби да бидат незаборавени. Телефонот е 905 459 4447. 905 459 4447. Оркестарот Децата од Буф со нивниот раководител Крис Клашов, познат не само во македонската комуна на Канада и Америка, туку и низ целиот свет, и ке преку 40 години ги забавува македонците, а е единствен оркестар со автентична жива музика овде во нашата околина. Затоа за вашите свадби, армаси и слично побрајте Крис Клашов на 905 520 1474. Да повторам, 905 520 1474. Македонската православна црква Свети Климент Охридски со храмот самата црква го краси самото Торонто. Во неа на располагање ви стојат 3 реномирани сали за вашите фамилиарни веселби, свадби, свршувачки, крштевки и друго. Јавете се на 416 421 7451 и уживајте во домашен амбиент. Истовремено повелете на неделните богослужби, а исто така и за македонските религиозни празници од 10 часот утрото. А сега да одиме со мојот коментар на неделата. Еден мој драг пријател кој навистина добронамерно мислеше, ми рече, и тоа беше пред 3 до 4 месеци: немој многу да напаѓаш, да вреѓаш, затоа некои не сакат ти да ти помагат за радиото. А исто така и рече дека, пак ќе речам добронамерно, дека многу политика мешам. Навистина јас го почитувам она што ми го рече пријателот, но најпрво да одговорам на првото. Обично се вели, за да го откачиш некого, ќе најдеш некој изговор и ќе го окривиш за да се ослободиш од тоа. Но има и друго. Кога ќе се каже вистината, а таа боли, исто и за моја несакана грешка, но не можам да негирам ако е тоа така, па затоа и самата се критикувам. Ако за тие мои грешки, што за разлика од националниве се сосема мали, па јавно ги кажувам пред сите вас критикувајќи се, зарем треба да ги криеме оние кои ни го уништуваат националното, ни уништуваат црква, јазик, историја, култура? Зарем треба јавно, како Муртинското
сатанско чудовиште со име и презиме Зоран Заев, како и сите други лигуши, како него, да не ги критикувам, зарем не треба да се критикуваат ѓаолите преправени во Владици, едниот во Бигорскиот манастир Партени или Каравангелис, како што го викаат, а другиот Струмичкиот Наум, кои работаат за татарите од новокомпонираната држава во 19. век Бугарија и другата новокомпонирана држава исто во 19. век наречена Грција, а кои се таму дошлаци, дојдени од Африка, а сега ми се нарекуваат грци. Зарем треба таквите олоши, како Заев и владиците, да ги сокриваме, затоа што можем ни биле наши пријатели, роднини или така наречени владици. Према мене овие двајца се облечени во црно, владици, но со големи рогови. Ако во времето предавникот бил убиен дури од својот брат, како што беше случајот со велешанецот Андон Ќосето, кој го уби неговиот брат Никола, каде сме сега ние да се молчи понатаму за да проектот што однадвор го спремат повеќе од 70 години за да не уништат и да не зборувам и од времето на Букурешкиот договор, мораме со будно око ние македонците да следиме секој нивни потек, секој нивни чекор од страна што доаѓа однадвор. Тука да го надоврзам она што ми беше речено да не се мешам во политиката. Зарем политика е ако се спротиставам на неправдите што се наметнати врз Македонија и мојот македонски народ. За пример да го спомнам мојот дедо Ристо Илиев Лапајко, кој беше илинденец, комита, а морам да кажам дека е опеан и во песна, имаше добиено илинденска значка, а неговата слика е заедно со другите охридски војводи комити во музеот во Охрид. Не знам колку школо имаше, но знам дека знаеше да пишува и да чита, инаку беше роден 1874 година. Зарем тој мој дедо селанец, би рекла прост, со можеби 3 до 4 одделења или школо, имаше поима од политика. Тој мој дедо, со кој се гордеам, толку беше храбар, силен и поштен човек кој не трпеше неправди. Добивајќи од го кубурот или пиштолот од охридскиот војвода Аргир Маринче, најпрво го уби предавникот од нашето родно село Велгошти, кој работеше за турците, а се викаше Лазар Речков. Исто така облечен како жена ја префрла авлијата за да влезе во куќата на една од фамилиите Шибаковци и ја убива жената, не знам како и беше името, зашто и таа ги предавала мештаните на турците. Но заедно со Ламбе Арнаудов, дедо на денешниот Ламбе Арнаудов од Охрид, инаку тие се со Велгошко потекло, но во времето на турско време отидоа во Охрид, го убија предавникот од село Речица Велјан, кој по некоја линија дедо ми бил далечен роднина со жената му. Зборувам кога на Рашанец беа срдисани комитите, а меѓу нив и мојот дедо Ристо Лапајко и ги предаде Велјан од Речица. Верувам дека имате слушната охридската песна Од оздола идат 7-8 души, но не е цела допеана. Така и јас. Навистина, во гимназија или хајскул јас учев, односно имав предмет или сабџект, каде што изучувавме општо народна одбрана, а исто така и предмет наречен на името на авторот на комунизмот Карл Маркс, односно марксизам. Но тоа не значи дека јас се разбирам од политика. Марксизмот према мене, према моје гледање сега е едноставно земено од Библијата, исто како 10 заповести на Мојсија, а исто така и на Ристос и Александар Македонски, кои сите народи во светот ги гледаа подеднакво. Така и овде, книгата на Маркс, мислам дека се викаше Капитал, во низе внесено државата дека е на народот и неговата работна снага. Тоа беше и паролата, што значи тука и Карл Маркс и Фридрих Енгелс, па и Владимир Илич Ленин го направија тој така наречен проект кој е од фамилијата Рокшилд или ционистите, односно денешната длабока држава во Америка, која има пуштено корења низ целиот свет. Како што реков, земено од Библијата, но да не се верува во Бога, да не се оди во духовните храмови, во црквите. Тоа им беше во марксизмот, односно комунизмот. Едноставно, тоа се антихристи луѓе
или односно организација, уште од некаде половината на 18-тиот век екзистираат. За ваша информација, за религија и ден денес главното седиште или офис им е Ватикан, без разлика која религија е, дали е христијанска, муслиманска, или им е хинду, или им е будисти, а во последно време се зборува дека и Света Гора ја освојуваат. Можеби затоа Партени и сите како него стануваат јуди на својот народ. Ватикан е седиштето, реков, на сите тие религии, едноставно религии што постојат низ целиот свет, а папата што е таму само ги исполнува задачите на оваа еврейска организација или не знам како да ја наречам. Вториот главен офис кој е за економија им е Лондон. Затоа таму има се силни многу, седиштата им се на албанската мафија, кои имат седиште во Лондон, а се разбира таму е и италијанската мафијата од Чиле, Колумбија, јапонската, руската, бугарската, колумбиската, бразилската и така натаму, кои со проституција, дрога, киднапирање и продавање на човекови органи, годишно некои од нив заработуваат дури по 70 милиарди долари, а дел од тие пари им даваат на овие од длабоката држава, но затоа пак длабоката држава треба да исполни нивни барања што тие бараат. Затоа и албанците ги крена нивните опашки, па во Македонија и Косово прават што сакаат. И на крај, третиот главен офис, но за политика е Вашингтон. Ова така наречена длабока држава во Америка и во целиот свет додуша, каде што се и Клинтон и Клинтоница најголемите помагатели на албанците заради ураниумот во Косово, исто така Бајден, Обама, Сорос и многу други како нив, во таа така наречена држава која го креира светот, која го дизајнира, која уништува и стари цивилизации или држави и појавува нови, како што е во случајов Косово, тие работат на уништување на нашиот славјански род, а поготово на православниот, и како што сега го користат владиката Партени за уништување на Македонската православна црква. За ваша информација, пред неколку месеци дојдени се нови странски шпиони, 160 во Македонија, кои навлекоа, однадвор викам, кои навлегоа и во школите да манипулираат, исто и кај овој владика Кретенов Партени, што е во Бигорскиот манастир и во други институции. Дознавајќи група на македонци што се случува, затоа ја направија и таа декларација за сочувување на Македонската православна црква Охридска архиепископија, барајќи ги вашите потписи што го правевме тоа во неколкуте месеци, што за жал кај некој од вас не беше сериозно прифатено, но не е уште доцна за тоа. Ќе дадам уште една информација што е многу сериозна за нас македонците. Ќе отпочнам со Ричард фон Коденхов Калерги, потатко Хензи Коденков Калерги, австриско-унгарски гроф и дипломат, а мајка јапонка, Мицуко Аојама. Иако вистинското име на тој Ричард му е Аојама Еирио, роден во Јапонија 1894 година, за да 1919 година влегува во ционистите, односно Рокшилд евреите, организацијата, ја присвојува чешката националност кога дојде, значи во Европа, па потоа станува французин, а умира 1972 година. Што значи овде, него или не го интересираше толку многу национализмот, иако тој не ја сакаше белата раса, затоа што му пречеше, што не знаеше дали е австриец или јапонец, поради неговиот лик што личеше како на јапонец. Па направи проект после Првата светска војна, значи некаде 1922 или 23 година, за обединување на цела Европа, каде само ќе бидат европјани, а не да има италијани, германци, французи, грци, унгарци, така натаму. Што, како што гледате, таа се реализира со денешна вештачка така наречена Европска Унија, што денес постои. Тогаш го направи логото со 12 звезди, како што го имат сега знамето, самата Европска Унија, а 12 звезди, тоа се 12 еврејски племиња. Тие се истите евреи, односно организација, што го кројат светот, непријатели на христијанството, поготово на православниот свет.
во кој се разбира припаѓаме и ние македонците со нашата црква, мајката на православието. Затоа и работат се што е македонско да уништат. Но целта на тие ционисти е да бидат газди низ целиот свет, како владетели што сме ние сведоци на сето тоа, иако сме веќе во овој 21 век. Еве пред неколку дена така наречениот претседател на Косово Курти во Санџак го стави албанското знаме кое е опасност и за Црнагора и за Босна и Херцеговина. А нашиот сатански малоумник Зоран Заев пред неколку години потпиша договор со Курти за слободна граница на македонците и косовските полицајци војници, иако знаеме дека во Република Македонија најмногу нив во полицијата и во војската се од албанско потекло, а се шпекулира дека преку границата се префрла дрога и други криминални работи. Еве повторно се затегнати и односите помеѓу Србија и Косово, а Македонија е првата жртва што волкот ќе сака да ја голтне. Некаде почетокот на 2024 година, до средината, некаде крајот на јуни, ќе престане војната во Украина, а Украина ќе има нов поредок и ќе потпадне во склоп на друга држава, да не речам дека или ќе ја поделат или ќе се распадне. Не е чудно потоа да се свртат повторно на Косово. Но затоа пак сега зависи од нас македонците, кои треба цврсто да се исправиме на нозе, да бидеме внимателни, да не направиме голема грешка и со манипулацијата од страна на надворешните сили, ветувајќи ни напразно, како и досега и понатаму, дека ќе влеземе во таа Европска Унија, која може се да биде, но никако демократска, и не дај Боже да влеземе, би рекла, зашто со нејзиното дефинитивно, велам дефинитивно распаѓање, не давам повеќе, најмногу до 2030 година, тие земји членки што се внатре ќе претрпат големи катастрофи. Робови навистина сме сега во овој 21 век ние македонците, но доколку трезвено работиме и да не бидеме излажени со така наречените ветувања од надвор, верували или не, ќе победиме, ќе си го вратиме од земеното, но затоа треба да сме реални, да не се плашиме, нити пак да бидеме во паника. Мора да истраеме уште малку, да бидеме стрпливи, но на сето ова што не угнетуваат. Но не смееме да се предадеме. Мораме да сме силни. Затоа ќе ни треба силна држава со вистински македонци бранители на своето националното македонското, во својата Македонија, а не вошкари како Ковачевски, Пендаровски, да не зборувам за створење во ѓаулско од Муртино, Зоран Заев и други како нив. Нам не ни требаат нови војници и полицајци, нам ни требаат вистински македонци, а не како сега речиси сите што се со албанско потекло. Затоа со новата декларација, што јас ја викам национална, а таа е македонска, вашиот потпис што треба да пристигне во брзо време, ќе биде гаранција за да го сочуваме нашето, своето македонското свето име. Вел молам, бидете овој пат посериозни. Ова не го правам за мене, за мој интерес. Ова што го зборуваме во интерес на Македонија и нашата македонска нација. Нити сум припаѓала некогаш на некоја партија, нити пак мислам да припаѓам било која да дојде, затоа што навистина мојата партија е само Македонија. Дојде време ние македонците да се разбудиме, да ја проведриме националната свест. Со овој наш македонски национализам, а не шовинизам, е така наречената отровна стрела врз надворешните националности, нацисти, шовинисти. Овие неправди што ни ги наметна на нас македонците со таа длабока држава национисти, кои го владеат светот, мораме цврсто да застанеме и пред нив да ни понудат било какви ветувања кои од искуство во овие 32 години што ги доживеавме, не треба по никој начин да се залетуваме, да се станеме цврсто и да ги одбиеме, да не се занесуваме дека се наши вистински пријатели. Непочитувани мои брајки и сестри македонки и македонци, тоа се гробарите за да ја закопат за секојаш Македонија, македонската нација и се што е македонско. Мораме да внимаваме да не ја направиме таа капитална грешка која ќе биде катастрофална, зашто таа така наречена Европска Унија е најголемиот душман кој работи против македонските интереси. За жал, нити една од македонските партии што се во Република Македонија, вклучувајќи ги ВМРО, ДПМН, ДОМ,
Работа, партијата на Павле Трајанов, партијата Левица и многу други не зборуваат вака, само зборуваат за економијата и површно околу бугарскиот договор. Но затоа пак ново формираната партија Десна, која исклучиво е само со македонци, но и проверени дали се чисти, верни на македонскиот народ или пак се шпиуни. Едноставно партија е која нема влакно на јазикот и напаѓа се и се што, почнувајќи од СИА, НАТО, Европската Унија и така натаму, а да не зборуваме за во Република Македонија, со име и презиме ги презира, ги кажува документирано. Затоа треба веќе да размислуваме подлабоко за кого да се гласа. Не да гласаме заради некој од било која партија што бил многу личен или ми бил пријател, родина и слично, или затоа што партијата на Мицковски ги има 4 свети букви ВМРО, па потоа ДПМНЕ. Но со ВМРО има и други 5 или 6 партии или фракции, како што се на Љупчо Георгиевски ВМРО Народна, а тој се декларира како бугарин. Верувајте, мене не ме интересира која македонска партија ќе победи, во случајот ВМРО ДПМНЕ. На Мицковски, за да не изгуби членови, ќе мора поретко да ја посетува американската амбасада во Скопје или германската, а да англиската и така натаму, а поготово канцеларијата на Европската Унија. Тие се нашите злочинци што Македонија денес е на ова дередже. Тој треба да работи повеќе и да се договара со македонците, да работи за националното, макар и жртва ако е потребно да биде. Нити Грција, нити Србија, нити Бугарија, нити пак Албанија не може да прават што сакаат додека не добијат амин или задача од овие така наречени дами држави. Затоа народот треба да избере вистински лидер кој ќе си ја сака и брани државата и да биде само една изборна единица, а не како сега што ги има во Република Македонија многу. Треба да се гласа со трезвено мислење, а не лидерите кои се подолго време само препукување и Божем ќе донесат инвестиции, место да удрат повеќе на душманите од страна. Затоа, мој народе, треба лидерите да се обратат, како што реков, до народот македонски, да се каже кои се душманите и што треба да знаеме за нив, па кој е потребно и да се бориме, но не како досега и се уште што сме биле и сме слепи, зашто така побрзо нас ќе не убијат, односно совладаат. Но да одам на соседите како грците и бугарите. Верували или не, ќе дојде ден кога тие сакали или не ќе се извинуваат и ќе платат огромната штета што ни ја направија. Затоа ве молам, дајте го вашиот подпис на декларацијата што ќе дојде во најбрзо време. И тие што беа верни, стана неверни. Земјата ја продадоа за ефтини пари.
Минутите полека се наближуваат, скоро минута и 50 секунди до крајот на нашата вечерешна емисија. Последните минути од вечерашна наша емисија нека бидат благодарност до сите вас кои ја слушавте денешната радиопрограма, но со желба да не слушате идната недела од 6 часот навечер, кога повторно ќе бидеме во вашите домови со радиочасот Глас од Македонија. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска на радиоемисијата Глас од Македонија ви посакува добра седмица и пријатна вечер. Добра ноќ.